со тоа што кај нас широко беше коментирано дека му биле понудени на него пари. Поред овој документ, ако се чита внимателно, е дека е државна помош веројатно. Да. Приватен е понудувач. И ја не се сомневам дека имало ваква понуда. Нели се отвори една дебата дали тоа што го одбил Киро го прифатил Заев. Не знам колку биле, 200-300 милиона, 500 милиона, не знам дали е точно. Можеби се искористени некои такви алатки, односно е подмачкано. И сега ја, гледајќи низ позиција на човек кој што и ден денеска мислам дека не требаше да го смениме името, и сеќавајќи се на целиот период, мислам дека ова е една одлична варијанта развојот со појавувањето на овој документ, затоа што ако постои корупција при носење на таков тип на договор, поред Виенската конвенција за договорното право, ако се докаже дека има корупција, криминал, автоматски договорот станува ништовен. Тоа е одлична позиција за нашава влада со чело на Мицко да едноставно отвори истрага, и ја ги охрабрувам, бидејќи нели направи едно 200 конференции против Заев, само него направија најбитниот првиот чекор да отворат истрага и да го опс. У овој случај, ако се отвори истрага, на владата ќе се олесни, само треба да докаже дека има корупција и може да ги извести Обединетите нации дека договорот е ништовен затоа што е направен на криминален начин. Така што еве една одлична излезна стратегија за Мицко, еве можност да почнат да дискутираат на оваа тема дека договорот можеби е криминален, што значи дека нема потреба да се собираат 80 души да менуваат устав. Еве им се отвара можност да се докажат као патриоти и да го вратат името.